Зголемен е увозот на речиси сите прехранбени производи во земјава, од земјоделска до разна котова храна, а главна причина за тоа е македонското дефицитарно производство. Опаѓање на обработливите земјоделски површини, лошото планирање на приносите и произведените вишоци, расцепканите и нефункционални парцели, старата механизација се само дел од проблемите кои го следат земјоделството. Затоа денеска правиме напор да се осврнеме малку повеќе на тоа како младите да ги охрабриме на зелено предприемништво. Моја гостинка во студиото е Марина Тошеска од невладината организација АЛАК Агро Лидер Прилеп. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и ви благодарам за можноста денеска да разговараме на вака многу важна тема и на вистина преку медиумите да промовираме што значи поимот земјоделец и зошто ни е важно земјоделството за сите нас. И претходно споменавме дека младите се иселуваат од селата, производството на храна опаѓа постојано не само во Македонија, туку може да кажеме и во целиот регион. Недоволно се знаат и се искористуваат можностите и бенефитите кои ги нуди земјоделството како можна идна професија за младите. Токму затоа вие, АЛАК Агро Лидер, го реализиравте вашиот проект Green Up Yourself за зелено предприемништво на млади. Кои се вашите очекувања во рамки на овој проект? Проектот започна како иницијатива на повеќе организации од различни земји од Европа, Шпанија, Италија, Кипар, Словенија, Грција и нашата држава, со нашата организација. Гледајќи што се соочуваме и дека зеленото предприемништво веќе на глобално ниво станува топ тема и во делот на заштита на животната средина, меѓутоа и создавање на бизниси кои се финансиски одржливи, а при тоа немаат штетно влијание на животната средина, а тука веќе фокусот го впаѓа и на самото органско земјоделство, еколошкото производство, автохоните сорти. Гледајќи со што се соочуваме не само кај нас, туку и на страна во делот на недостиг на производство на храна, што е проблем на глобално ниво. Гаповите што ги имаме во тие синџири на исхрана и на добавувачите во тој синџир на производство на храна, се започна иницијативата како да поттикнеме и понатаму младите да гледаат на земјоделството како нивна идна професија и утрешно определување. Свесни сме не само кај нас, меѓутоа и на страна, веќе земјоделството не е атрактивна професија и нешто во што младите веруваат дека ќе им донесе добар живот. И кај нас податоците се фрапантни. Најголем дел од земјоделците живеат на маргините на сиромаштија и јако тие се тие што создаваат и ќе создаваат храна за сите нас. Така започна идејата, поттикнати од зеленото предприемништво и како се тоа да го направиме подостапно и кај нас за младите. Најпрво ја креиравме дигиталната платформа Green Up Yourself, каде што може да пристапат до знаења, да ги зајакнат своите вештини, меѓутоа и да се поврзат со ментори. Тоа се предводници млади предприемачи кои што се охрабриле да започнат предприемачки потфат во зеленото предприемништво и навистина станале успешни. Нивното искуство може да го споделат кај нас. Значи, она што било успешно во друга земја, да видиме да го адаптираме во наш национален контекст и да создадеме одржливи зелени бизниси кај нас предводени од млади. Токму преку оваа програма, младите кои сакаат да бидат дел од зеленото предприемништво ќе добијат бесплатни совети, менторска поддршка, како што рековте, како и можности за грантирање, но и според граѓанскиот сектор сите вакви иницијативи би биле залудни доколку нема поддршка од државата. Пред се, каква помош вие им нудите на младите и дали имате поддршка од државата? Самата платформа е создадена со финансиска поддршка на Европската Унија и овозбедува едукативна, информативна, советодавна и менторска поддршка за младите кои што сакаат да ги зајакнат своите знаења и вештини, нормално нивната зелена идеја да стане реалност. Во последниве години и кај нас на државно ниво веќе топ тема е зеленото предприемништво, меѓутоа ни фали поголема соработка помеѓу релевантните институции за да може да пристапат до младите и да им помогнат нивните идеи како да се реализираат и да станат реални бизнис што ќе дадат придонес кај нас и во економијата, меѓутоа и во одржливост на самата животна средина, што е и целта на зеленото предприемништво.
Јас се надевам и верувам дека оваа година или наредната година навистина ќе видиме програми и поддршка од државата баш за млади кои што ќе предводат вакви зелени бизниси. На страна може да видиме на глобално ниво дека секоја држава издвојува голем дел од својот буџет за кредитирање на вакви зелени бизниси предводени од млади и обезбедување на целосна поддршка за младите да можат да ги надминат сите ризици и навистина да бидат успешни и да го дадат придонесот со нивниот зелен бизнис. Се надевам дека ова ќе биде реалност и кај нас во иднина. Затоа и потребна е промоција на зелената агенда и вклучување на младите во зелените агенти, за да можат да ги предводат пред се промените во заедницата, да се создадат и можности за младите од руралните средини да водат зелени бизниси, да дадат придонес во развој на руралната економија, заштита на животната средина, односно во градење на одржливи рурални заедници. Колкав е интересот и какви идеи имаат младите? Јас многу верувам дека во ентузијазмот на младите, дека со мал поттик и мотивираност навистина можат да направат промена и сведоци сме на многу млади кои што навистина се желни да го внесат своето знаење, да ги зајакнат вештините и да создадат, да реализираат вакви зелени идеи. Пример за тоа е самото средно општинско училиште во Пилепорде Чопела, кој што зад себе има многу иновативни зелени проекти предводени баш од младите. Значи, они направија мини екофарма, најдоа систем за заштеда на вода преку собирање на дождовница, веќе почнуваат со органско производство во самото школо. Измислија паметен екопанел за прочистување на воздухот. Значи, младите се жедни за знаење, доколку имаат обезбедено добра менторска поддршка, они почнуваат да реализираат своите идеи. Меѓутоа им треба дополнителна поддршка за тие идеи навистина во иднина станат реален зелен бизнис што ќе биде одржлив. Да, тоа што го правите вие навистина е за пофалба и е одлична поддршка за младите, ентузијазмот и желбата кај младите го има, меѓутоа мораме да истакнеме дека во Македонија потребно е да се направат регулативи кои ќе им помогнат на младите и ќе ги поттикнат не само финансиски, туку и едукативно, за да се свати важната улога на земјоделството, што значи дека и тука клучната улога треба да ја има државата. Дали се движиме во таа насока, поддршка од државата, да се подготват, да се спроведат мерки за младите да останат во руралните средини, таму каде што е производството на храна? Па мислам дека сме на почеток и ни останува уште долг пат што треба да се изоди и тоа ни бара поголема соработка помеѓу самите институции, од Министерство за образование, Министерство за земјоделие, Министерството за животна средина, Агенцијата за поттикнување на развој на претприемништво, Агенцијата за поддршка во земјоделство. Значи ни треба посеопфатна мултисекторска соработка, потоа и соработка со граѓанскиот сектор за да може да се обезбеди вистинската поддршка. Верувам дека со поддршки на граѓанските организации, на академските институции, навистина може да им се обезбеди доволна поддршка на младите. Погледнавме претходно и од линковските вклучувања и од прилогот дека ситуацијата во земјава е таква што многу млади се иселуваат од селата, но и оние кои што остануваат ретко кој сака да се занимава со земјоделство заради најразличните проблеми со кои што се соочува ова гранка. Дали причината е во тоа што недоволно се знаат можностите и бенефитите од земјоделството како ресор што ги дава, тоа всушност и потврдува дека потребна е подобра едукација за младите да можат да дознаат дека земјоделството може да биде и текако профитабилна гранка, особено што тоа го говорат искуството од странските земји, каде што многу млади луѓе работат во овој сектор, остваруваат бенефит кој што е на навистина задоволително ниво. Можеме ли ние тоа да го постигнеме? За разлика од другите земји, кај нас земјоделството се уште не е толку профитабилна гранка и ако ги погледнеме податоците, дека како што спомнав, кај нас земјоделските стопанства живеат на маргините на сиромаштие и ако, како што кажав, произведуваат храна за сите нас. Потребни ни се политики и мерки кои што навистина ќе најпрвен ќе промовираат улогата на земјоделецот, што земјоделството значи за сите нас, дека таа треба да стане атрактивна професија што ќе биде ценета и од нас како население. Дополнително самите мерки треба да им овозможат договорно откупно производство со цена која што навистина ќе ги покрие трошоците за производство, меѓутоа ќе го награди трудот на самиот земјоделец, зашто земјоделството е трудоинтензивна гранка и ризична професија. Ако
ги погледаме податоците на сите институции кои што го истражуваат земјоделството и ни се потребни нормално и мерки кои ќе им помогнат на младите и на сите земјоделски стопанства да модернизација и со тоа да се олесни самиот производен процес и да имаме и квалитет, меѓутоа и квантитет на самото земјоделско производство. Она што исто ни останува и да ги поттикнуваме младите да се занимаваат со органско, еколошко производство, зашто тоа е сепак иднината и на тој начин тие ќе покажат и грижа за локалната заедница и за социоекономскиот развој, меѓутоа и грижата за животната средина ќе биде ставена во фокусот. И кога работиме во насока на поттикнување на младите да придонесат во зелената транзиција, тоа значи треба да се охрабрат во нивните предприемачки потвати и секако да се поврзат со бизнис заедницата и да започнат свој бизнис. За тоа треба и соодветно предзнаење, доволно храброст, но и да ги пресметате ризиците за да можете понатаму да продолжите во реализација на вашиот бизнис план. Затоа мислам дека треба да се работи во партнерство и институциите, и организациите, и агенциите за поддршка на развој на предприемништвото, се со цел да им се обезбеди целокупна поддршка на младите во реализација на нивните зелени идеи и да им се помогне во надминувањето на ризиците, зашто младите кои што ќе предводат зелени бизниси се иднина насекаде во светот и насекаде им се нуди оваа поддршка. Зелените бизниси веќе се најмногу промовирани, зашто тука се покажува, па како што кажам, не само економскиот бенефит, обезбедување на пристојна работа за тие што ќе бидат вработени во тие зелени бизниси и пак акцентот ќе биде ставен на искористување, правилно искористување на ресурсите од животната средина и намалување на негативното влијание на бизнисите врз самата животна средина. Можностите ги имаме, желбата ја имаме. Можеме навистина активно да работиме во заживување на нашите рурални средини. Сигурна сум дека и многу наши млади би сакале да останат во своите средини од каде што потекнуваат и таму да ја најдат својата екзистенција токму преку земјоделското производство. Но еве, ползувајќи ги искуствата од другите држави, убава е можност да упатиме апел до нашите институции, до државата да направат повеќе за земјоделството, а на тој начин да им помогнат и на младите да си го најдат својот живот и својата екзистенција токму во Македонија. Да, мислам дека промени во политиките ни се потребни сега и веднаш, заради тоа што како што гледаме и покрај субвенционирањето и програмите за финансиска поддршка, сепак земјоделството се помалку учествува во бруто домашниот производ низ годините, се намалува бројот на земјоделски стопанства, имаме депопуларизација на самите рурални средини, така да потребни ни се политики кои што навистина ќе обезбедат вистинска поддршка за развој на земјоделството и секако акцентот треба да биде ставен на младите, како на младите да им се обезбедат мерки и поддршка да останат да се занимаваат со земјоделство и сепак да бидат носители на руралниот развој. Самото занимавање во земјоделство во руралните средини ќе придонесе и да се создадат одржливи рурални заедници. Да, и одличен е апелот од експертите кои што велат да се вратиме кон автоктоните сорти кои што ги имаме во земјоделството и по кои што некогаш бевме препознатливи, да го зголемиме домашното производство, но пред се да ги вклучиме младите во земјоделското производство. Како држава имаме голем потенцијал и во делот на сончеви денови и плодна почва, и луѓе кои што знаат да се чувари на традицијата и на тоа што сни го произведували, сни го пренесувале од поколенија на поколенија, наше е да го искористиме потенцијалот што веќе го имаме, знаењата на претходните генерации, за да создадеме идни генерации што ќе одржат оваа земја да биде навистина земјоделска земја. Благодарам многу за гостувањето, ви благодарам на информациите кои што ги споделивте со нашите гледачи и да, уште еднаш го упатуваме апелот што е можно повеќе да се вложува во земјоделството, да се дава поттик на младите и сите оние кои што сакаат да се занимаваат со земјоделско производство и конечно оној епитет земјоделска земја Македонија да го одржи во вистинска смисла на зборот. Ви благодарам и вас на поканата и се надевам дека во следно гостување ќе имаме многу добри примери на вистина национални програми кои ќе овозможат развој на младите во перспектива на земјоделството. Благодарам уште еднаш. Благодарам.